Инспекторите секојдневно на терен ги проверуваат владините мерки за заштита на животниот стандард. Заклучно со денеска, пазарниот инспекторат спроведува контрола во над 1000 трговски објекти, пошто ќе ги соопштат првичните анализи дали се почитуваат ограничените маржи и замрзнатите цени на 8 групи на производи. Според првичните информации кои стигнале до Министерството за економија и труд, трговците ја почитуваат мерката. Доколку пак крајната неделна анализа од инспекторатот покаже дека има прекршување, ќе има ригорозни парични казни, а можно и да има затворање на маркети и тоа во рок до 15 дена. Уште оние ги вршат инспекторите контролите на терен. Денеска мислам дека е крајниот ден поради тоа што една недела ќе ми каже дека ќе го завршат целокупниот процес и ќе ми известат дали има вакви случаи или не. Ако има, ќе постапуваат според закон, ќе ги казнат каде што казните се движат од 500 евра до 10.000 евра, па и затварање на маркет. Во однос на прекршочната постапка за 4 големи ланци на маркети против една стопанска комора за картелско здружување, односно дека склучиле договор за формирање цени, Дурмиши вели дека верува во извештајот од Комисијата за заштита на конкуренција. Тој е дециден дека нема да се дозволи вакво однесување и на секој договор што го прекршува законот, владата остро ќе се спротистави. Јас ова го поддржувам, затоа ние сме тука да не водиме со институциите како што било порано и секој ваков картел секој ваков договор што е нелегален, ние ќе го спротиставаме според сите ингеренции што го имаме во законите кои сме надлежни. Инаку, за заштита на стандардот на граѓаните, власта донесе законски измени во собранието со кои големите трговци ќе мора да ги објават цените на сите производи на своите интернет страници. Ова ќе стартува од средината на април, односно законот деновиве ќе биде објавен во службен весник и трговците ќе имаат 45 дена рок од стапувањето на законот во сила да се прилагодат. Во меѓувреме, во пресрет на великденските и рамазанските празници, на сила е и мерката за ограничени маржи на 102 групи на производи, како и замрзнати цени на лебот, маслото, брашното, јајцата, јогуртот и киселото млеко. Очекувањата се дека цените ќе се намалат во просек за околу 10%.